Поскапувањето на струјата е се поизвестно, а сметките за струја најверојатно ќе се зголемат за нешто повеќе од 10%. За колку точно ќе пораснат сметките за струја ќе се знае кон крајот на оваа недела. Понудата што Електранина Македонија ја доставија на петтиот тендер на Евана Хоум изнесува 41 евро за мегават час, односно зголемување за 13,6% повеќе од сегашната цена. Министерот за финансии рече дека за да се ублажил ценовниот шок, ќе се зголемело сопственото производство, односно во функција ќе се ставеле сите компании за производство на струја. Со оглед на цената на чинење во овие производни капацитети домашни, таа се уште во оваа фаза е пониска од тоа што е цената на електрична енергија на светските пазари и со тоа ќе се влијае врз облажување на ценовниот ефект од енергетската криза на глобално ниво. Дополнително капак на се од следната година е што од сегашните 5% данокот се враќа на 10%, а згора на се плюс и поскапиот увоз. Дополнителен проблем е и евентуалното укинување на ефтината тарифа. Пресметките на една конкретна сметка од 3209 денари покажуваат дека таа би се зголемила на 4043 денари. И покрај ова министерот уверува дека ценовниот шок немало значително да се почувствува. СМ веќе со одлука на влада има предлог за универзалниот снабдувач со цена која ќе биде со пониска од тоа што е цената на чинење, значи на начин што да може да се ублажи ефектот, да нема ценовниот ефект, да нема дополнително значајно зголемување на цената на електрична енергија. Од Регулаторната комисија за енергетика вела дека цената на струјата се определува врз основа на правилниците донесени од РКЕ, но паралелно требало да се пресметаат и загубите на енергетските компании. Првиот човек на регулаторна Марко Бислимовски рече дека пристигнало првото барање од компаниите за зголемување на струјата, при што електродистрибуција побарала зголемување на цената на струјата од рекордни 100%.